благодарувам за посетата. Ви посакувам добре дојде на оваа јавна дебата, која носи еден специфичен наслов во вид на прашање. Зошто жените молчат за семејното насилство? Оваа дебата е во организација на Организацијата Жена од Делчево во соработка со Комисијата за еднакви можности од Делчево и во рамките на проектот Облечи розу во обличи самодоверба, поддржан од француската амбасада. Целиот овој настан денеска е почеток, би рекла, на нашите активности, кои што се во рамките на кампањата 16 дена активизам во борбата против родово базирано насилство. И ова е еден наш придонес на делчевки, на делчевчани во борбата против семејното насилство и во насока на јакнење на свеста кај жените, односно кај жртвите на семејното насилство. Би запрашала вака: зошто жените молчат за семејното насилство? Ова е нашата тема денес за дебата. Ова е многу едноставно прашање, но колку се едноставни одговорите? Дали можете да кажете, дали знаете, дали сте се соочили со таков проблем дома или во соседството, кај пријателите, кај семејството со овој проблем? Дали би можеле да дадете еден одговор зошто жените молчат за семејното насилство? Кога би ставиле на вага, нели, на едната страна да ставиме силните страни на жената, да ги ставиме позитивните искуства, можностите, а од другата страна да ги ставиме сите тие негативности, слаби страни, како што се предрасудите, како што се околината, како што е патриархалното воспитување. На таа страна, ако ставиме уште фамилијата, односно семејството, децата, економската зависност, и мислам од одгора кога ставиме довербата во институциите, секако таа страна на вагата ќе биде потешка и жената, жртвата на семејно насилство, ќе остане така, со таа тежина, која што, според мене, тешко дека може самата да се ослободи од тој циклус, би го нарекла. Но, основното, според мене, е прво жената да си признае дека е жртва на семејното насилство. Тоа е основниот момент, за кој што сакаме да разговараме и вие да се вклучите во тие разговори, во интерпретациите што ги имаат подготвено нашите гости. Пред да почнеме, нели, со веднаш со статистика, со податоци, би сакала да ги представам нашите говорници денеска. Представникот Центар социјални работи, директорот Благој Стојменовски и психологот која што работи со жртвите, Ирена Димитровска, така беше Ангеловска, потоа представникот од ОВР Делчево, Андријана Мулачка, нашата адвокатка, добро позната адвокатка за бесплатна правна помош, Софија Миленковска, колешката Сузана Петровска од општина Делчево, која што долго време работи на полето на родовата еднаквост и на полето на социјалата. Значи, тие се тука денеска да ни објаснат некои работи за оваа проблематика, а вие треба да постувате прашање за колку некои работи не ви се јасни. Целта ни е, нели, заедно да го изодеме тој пат на жртвите, за да биде полесно жените да се охрабрат, жените да престанат да молчат, туку да почнат да зборуваат гласно за овој проблем. Зошто жените молчат за семејното насилство и зошто всушност е толку потребна оваа дискусија? Зошто зборуваме за семејно насилство? Што зборуваат фактите и статистичките податоци? Јас би замолила представниците од Организацијата Жена да споделат со нас некои статистички податоци кои што мислам дека се доста фрапантни и кои што
ќе ни кажат дека веќе е време посериозно да действуваме не само да зборуваме за оваа проблематика. Добар ден на сите. Јас ви благодарам на сите присутни што дојдовте и да разговараме отворено на оваа тема, на оваа проблематика, зашто жените мучат за семејното насилство. Како долгогодишен асистент во Канцеларијата за бесплатна правна помош, да се наврзам во контекст на прашањето на Даниела, зошто жените мучат? Тоа е најчесто од страх, од партнерот, најчесто е од стигмата од околината и најчесто е тоа што се економски зависни, економски се несамостојни. Тоа се најчестите причини зошто жените мучат и зошто жените не го пријавуваат насилство. Јас како инпут на денешниот настан ви дала некои статистички податоци и тоа статистички податоци од 2020, 2021 и 2022 година како се движи бројот на кривични дела, на прекршоци и на поплати во однос на семејното насилство. Во 2022 започнаа, значи имаме 1117 кривични дела сторени од семејно насилство. 2022 имаме вкупно број на поплати 4421 поплата за сторено дело семејно насилство и број на прекршоци имаме 470. Ако се споредат 3 години уназад, ќе видиме дека од 2020 до 2022 имаме секоја година за 10 до 15% пораст на бројот на кривични дела, бројот на поплати и бројот на прекршоци на семејно насилство. Што говорат бројките на центрите за социјална работа во 2022 година? Имаме вкупно 1543 пријавени случаи на семејно насилство. Да, на ниво на Македонија. На ниво на Македонија зборам, да. Не ни реков дека е делчево, да, на ниво на Македонија. Реков статистички податоци, значи што се статистички земјени на ниво на Македонија, значи 1543, додека значи од 1543 жртви жени се 1074, 252 лица се мажи жртви на семејно насилство, додека 227 се деца жртви на семејно насилство. Најчесто тип на насилство што се пријавува е психолошкото насилство и од овие 1543 пријавени случаи, 1051 случаи се на пријавен тип на психолошко насилство, додека 846 се физичко насилство, 6 сексуално и 25 економско насилство. Во 2022 година, значи, според податоците на Министерство за внатрешни работи, имаме вкупно 1117 кривични дела, прекршоци и поплати, во каде што сторители се мажи. Ова говори дека во семејното насилство, значи, сторителите се мажи најчесто, а жртви се жени. Потоа доаѓаат жени кои што живеат во омрачна заедница и потоа деца. Значи имаме многу деца кои што се фактички и колатерална, да речеме, штета, значи кога се жртви на семејно насилство. Овие поплати, кривични дела и прекршоци секогаш завршуваат со нешто што е најнепосакувано, за кое што ние во изминатото тромесечие, односно во периодот август, септември и октомври, значи најчесто завршуваат и со кривиците кои што колешката веќе ги кажа. Предповеди за податоците за жените. Вака неколку случаи кои што завршија со убиство во последниот период, во годината крена алармот, дека треба да почне да се зборува за фемицид. Што всушност е фемицид? Тоа е убиство на маж врз жена, само заради тоа што е жена. Се зборува многу за фемицидот во последно време, меѓутоа, кога ќе има таков случај, дури тогаш почнуваме да размислуваме што е тоа и како тоа може да се квалификува. Еве со последниот случај што се случи во Почани, каде што 46 годишен маж уби жена, мајка на 3 деца, која што претходно пријавувала дека има семејно насилство, нормално не биле
превземени мерки и активности кои што може би требало да бидат поостри од оно што е превземено и за несреќа случајот заврши со убиство или фемицид. Меѓутоа, судот не го квалификуваше ова дело како фемицид, туку го квалификуваше како тешка форма на семејно насилство, не знам точно. Меѓутоа не е фемицид. Зошто? Затоа што се уште нашите судови не се доволно сензибилни по ова прашање и не доволно ги квалификуваат делата со вистинските имиња. Самото тоа што маж убива жена, заради тоа што таа е жена, и ако била маж, може би ќе била физички посилна, може би ќе се спротиставила и така натаму. Меѓутоа, самото тоа што маж убива жена, мора да почнат судовите да ги квалификуваат како фемицид. Извршени се од 2008 до 2020 година најмалку 50 фемициди. Тоа го покажуваат анализите на Националната мрежа против насилство врз жените и семено насилство. А последниот случај е оној во Кочани, а предходно имаше и еден случај во Куманово, каде што исто така еден маж на 46 годишна возраст со нож ја уби својата сопруга и нејзината мајка, а потоа тој се фрли од прозор. Алармантен е и податокот од истражувањето на ОПСЕ, објавено во 2019 година, дека жените многу ретко пријавуваат насилство кое претходи, односно се пријавени само 2% од насилните инциденти и тоа најчесто се пријавува најсериозно. Значи, кога нелек има еден настан, па друг, па трет, па пет и на крај кога не може да се истрпи тоа семејно насилство, тогаш се пријавува. Овие наводи се јасни индикатори за недовербата кон институциите и генерално во недоверба на системот на заштита. Реакции на такви настани се многу интересни, посебно ако земеме да ги читаме коментарите во после написите. Треба да си одниме тогаш. Мислев на коментарите на читателите на написите. Добро. Епа тогаш, тоа е тоа што јас би сакала да го кажам околу фемицидот. Институциите ќе мораат повеќе внимание да обратат и да најдат начин дали посебно законско решение ако треба да се внесе дека фемицидот е посебно кривично дело затоа што нормално треба да биде повисоко рангирано и посилно казнето отколку семено насилство. Благодарам, Бети. Бети изборуваше за фемицид. Што е фемицид? Јас се обидов да најдам во самото значење на зборот. Тоа именка од машки род, англиско потекло и значи убиство на жена или девојче поради припадност кон женскиот пол. По последниот период почна да се зборува за фемицид и помеѓу луѓе. Досега не знам дека оваа терминологија и како кривично дело било некаде спомнувано. Меѓутоа, податоците кои што ги кажа Бети и Ана се навистина доста фрапантни и ни кажуваат дека ние треба конечно да почнеме да зборуваме за семејното насилство, а не да молчиме. Како што кажав на почетокот, многу причини има зашто жените молчат. Семејното насилство, самата терминологија на зборот е дека тоа се случува во семејството, за затворени врати. Нашата цел овде, со институциите на владиниот сектор, е како да ги отвориме тие врати и како да помогнеме на жртвата. Во овој дел би сакала да ги вклучам представниците од институциите, да започнеме од мојата колешка, малку да се повалиме како Комисија за еднакви можности, што работиме ние на оваа тема. Благодарам, Даниела. Значи, како што ме представија, јас сум Сузана Петровска, во овој состав сум представник од Општина Делчево и долгогодишен
активист, да не речам, во Комисијата за еднакви можности меѓу жените и мажите во нашата општина. Тука сум за да зборувам за улогата на општината во таа борба против семејното насилство. На мене ми е многу мило што денешниот настан е ден пред отпочнувањето на кампањата 16 дена активизам за борба против семејното насилство, бидејќи 25 ноември е светски ден за борба против семејното насилство, а 10 декември е светски ден за борба за човековите права. Значи, тие 16 дена активизам се од 25 ноември до 10 декември. Не значи дека само во тој период и во тие 16 дена активизам ние треба да зборуваме и треба да действуваме, да се бориме против семејното насилство, но сепак е добро што и тие 16 дена сите се вклучени, и невладиниот сектор, и институциите, и граѓаните, така да можеме и ние слободно да кажеме дека секоја година се вклучуваме во тие баш 16 дена активизам за борба против семејното насилство. Семејното насилство го третира македонското законодавство, почнувајќи од Уставот, па до Законот за еднакви можности помеѓу жените и мажите, Законот за социјална заштита, Законот за здравствена заштита и други. И најново е што имаме сега од 2021 година и Закон за превенција, посебен закон значи за превенција, спречување и заштита од семејното насилство, во кој закон и подетално се уредени улогите на сите институции кои што дел, тука сме представници и многу други. Накратко само ќе спомнам дека тоа е Министерството за труд и социјална политика, Центрите за социјална работа, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за образование, Министерството за правда, единиците на локална самоуправа, тоа се општините, институциите кои вршат дејност од областта на социјалната заштита, детска заштита, внатрешни работи, здравство, вработување, образование. Значи, и во овој закон за прв пат се спомнети и невладините организации, бидејќи невладините организации се една нужна, јас би рекла лично, нужна и неопходна алка во тој синџир, во таа борба против семејното насилство. Во овој дел единиците за локална самоуправа се споменати во еден член, но не значи дека и во другите активности и другите законски обврски на институциите општината не може да се вклучи, но пред се тука е дефинирано дека единиците на локална самоуправа во доменот на превенција и спречување на семејното насилство обезбедуваат заштита на жртвата во заедницата, воспоставуваат центри за згрижување, советувалишта за жртви и советувалишта за сторители на семејно насилство, советувалиште за родители и деца, советувалиште за брак и семејство и други форми на згрижување и помош на жртвите, како и локални SOS линии. Единиците на локална самоуправа преземаат мерки за воспоставување на меѓусебна и координирана соработка на локално или регионално ниво помеѓу центрите за социјална работа, полициските станици, здравствените, предучилишните и образовните установи и здруженија. Па, следствено на тоа, значи, видовме дека пред се улогата на општините е да презема мерки и активности, да работи на изработка на стратешки документи, најпрво, во кои што документи ќе бидат предвидени сите тие мерки и активности. Значи, општината како општина сама по себе не организира отварање на советувалишта. Значи, општината, улогата на општината е да изнајде простор, да лобира за средства, да даде средства, но не и да се регистрира советувалиште како општинска
установа или пак шелтер центар за жртви на семејно насилство. Но сепак улогата на општината во тој синџир на институции е многу битна алка. Значи, надлежностите ни се дадени, затоа и ние врз основа на тие надлежности изработуваме стратешки документи. Еден од тие документи е стратегијата за родова равноправност. Ние веќе имаме втора таква стратегија 2023-2026 година, во која секогаш, да не речам главно, се става акцент на борбата против семејното насилство и општо против родовото базирано насилство. Значи, како стратешки приоритет 3 во таа стратегија имаме ставено едукација и јакнење на капацитетите за родова еднаквост и родова сензибилизација на Комисијата за еднакви можности, локалните институции, граѓанското општество и целокупното население. Тоа е, значи, една стратешка приоритетна област, која што пред се опфаќа родова сензибилизација на наставниот кадар од општинските основни и средни училишта поради личен пример и индиректна едукација на учениците, и другата цел е за јакната свест на граѓаните за родова еднаквост. Значи, преку тие цели, значи, ние ќе преземаме мерки првенствено преку Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите, Советот за социјална заштита, кој што е тело, постојано тело на единиците на локална самоуправа, и преку општинската администрација секако тука ќе биде вклучена. Значи, тоа се мерки кои што општината ги има предвидено во стратешките документи и слободно секоја невладина организација и институција може да се повика како приоритет во документ и да аплицира за проекти кои што ќе бидат одзначени во таа борба баш против семејното насилство. Инаку има, значи, во делот, во акциониот план за спроведување на оваа стратегија, значи во делот човекови права и родова еднаквост во рамките на подобласта родово базирано насилство, имаме и друга приоритетна цела, тоа е зголемување на довербата на граѓаните во надлежните институции во однос на родово базираното насилство, тоа што уште на почетокот го спомна и Даниела и Пети. Значи, ние сите треба заеднички да се бориме како да не речам, да ја вратиме или да ја подобриме таа доверба на граѓаните кон институциите. Бројките, јас истражував пред да ја закажеме оваа трибина, значи истражував бројките укажуваат на тоа дека од година на година бројот на пријавени случаи на семејно насилство се зголемува, следејќи од 2015 година до 2022 година. Сега, тоа може да значи две работи. Дали навистина е зголемен бројот или случаите на семејно насилство кај нас, или пак е вратена во некој дел довербата на граѓаните во институциите за да го пријавуваат. Но тоа ќе остане... Жртвата е посвесна. Да, за да дали сме помогнале во подигањето на свеста, или пак навистина за тоа што веќе и во медиумите следиме дека нема ден да не се објави дека се случило некој семејно насилство. Значи, имаме стратешки документи, имаме желба, имаме волја за работа. Невладиниот сектор поделчно е активен, но сепак што се случува на терен. И што се кажа Сузана, али јас имам моето обедно излагање, како да ја вратиме довербата во институции. Тебе да почне од сектор социјални работи, директоре, победите. Hvala da se predstavlja. Ja sam Zlatko Menovski, direktor na Centru socijalne работи. Значи, со измени на закон за заштита и спасување на семејно насилство 22
2021 година. Саме поимник, што се представува родово-базирано наследство и семейно наследство е проширено в смисла и психичко и економско наследство, наследство от типа на партнери, да не ги набројувам сите. И како што спомни Сузана, во овој закон се предвидени точно кои работи одредени министерство преку своите подручни единици ги презема. Конкретно, Център за социална работа, значи, проведува поставка по добиена пријава за створено семейно наследство или родово-базирано наследство. Значи, рокот за постапување е веднаш или најдоцна во рок од 12 часа. При тоа, значи, работиме со жртвата, попълнува съответен прашалник, во кој фактички тоа е начин самата кажува какви мерки сака да предложи ние како центар, дали да биде тоа зашта мисла забрана да се заканува, дали треба потреба од лекување и така натаму, да не ги набројувам сега сите. Тоа додека ако се работи за деца, значи не бараме согласност со жртвата, туку тоа по службена должност право и предлагаме тие мерки. Сега, тук на първо место е Министерството за вътрешни работи и ни извършват, постановяват строително семейно наследство от дома. По-рано беше обратно, значи жертвите ги остануваше от домата, сега според. Сега ние за жал, значи Моделчево нямаме шелтер център. Нещо се което се случва. Да, се очуваме. И сега, може и това Сузана ще го каже, значи за поръст на броят на приявени случаи. Мисля, дека и голем дел за това има и коронакризата, бидейки имаше и полицейски час и едноставно жертвите и сторителите бяха затворени на едно место. Я мислам, по-свестени са жертвите. Това може би, да. Меѓутоа, мисля, може условно да кажа дека центърът по всяка година пријава има поставен. Значи, зборуваат бройките, колко имало дела? За 2023 година конкретно до денес има 5 случаеви. За предходната година има 7 случаеви жертви на семейно наследство. Обично наследството на жената е като резултат на алкохолизъм от страна на мъжът. И покрай нашето инсистиране като Център за социални работи и като психолози, кои работиме и стручни тимови, дел от жертвите една постъпка, която ви обяснила со самото доаѓање во център. Не еднаш, не два пъти, не три пъти. Покрай нашето охрабрување, тие го чекаат крајниот момент, за да дойдат, за да го приемат наследството, например да биде со физичко или психичко наследство. Кои са Ако обяснувањата? имаше еден наслов извини, обяснувањата кога модринки да ги излезат Да, на видео, на тогаш се да. пријава. Обяснувањата се како резултат на тоа што жртвата не дека немаат доверба во институциите, како центар би го ставиле стамбено-материјалните услови и економската зависност на жртвата. Што после напуштањето на домот и каде таа би се вратил? Нешто со кое се соочува проблем, ето Центъра за социални работи, имаме значи жртви кои не се од Делчево и немаат близки сродници за да бидат сместени. Буквално се ставаме во ситуација ние како струченица за да реагираме сами да се сногиме, дури понекогаш има и да ги носиме дома заедно децата, за да бидат збринети на 2-3 дни. Няма накратко само, значи от сите пријавени случаи, 99% са прости били жени. Немаме случаи дека, мисля, от 2020 до 2023, значи сите жертви са жени. Нямаме жертви деца, мъжи или сите са жени. Во най-голем дел това се манифестира значи физическо наследство и 90% предлозите, што сме ги дали до основен суд, са задължително лекување на алкохолизъм на... Сега, значи, во самиот закон е регулирано точно секој сектор со временски рок кога треба да постави. Значи, кога имаме потешки телесни повреди, кога се работи за деца, што да предложи веднъж, без присуство на
и на жртва, Без и на да то. се бара съгласност. Че веднъж трябва да ги изречи ови мерки с цел самите жртви да се защитат на строителното производство. Сега имаме случаи по център от пример. Ако е денес приявено, истиот е предлогот за изрекување съответни мерки е поднесен во основно суд Белчев. Меѓутоа, по закону судот е должен веднаш, најдосно во рок од 7 дена, најдоцна. Тоа е, според мене, кога се работи за наследство со без тешки телесни повреди, да калкулира судот, за да или ако не може да се обезбеди съответно вещо лице. Кажете дека Да. е имала година 5 случаи. Да. Минатата 7, како завршија? Кој е епилогот на тие случаи? Епилогот од тие имаме, значи, задължително лекување. Задължително лекуване от Од алкохол алкохол, што се и временни мерки, соочуваме, които са изречени. после се соочуваме, Даниел, пошто Центар за социјална работа покрива и Делчево и македонска граница. Ние сме били общински център. И се соочува после 3-4 месеци, пошто жртвата има право или по предлог на жртвата, или по предлог на Център за социјална работа да биде прината пресудата или за лекување или за други мерки. Има и един И се случува, значи, после 3-4 месеци Буквално, ќе го да. поднесат и ќе го пуштат до лекување и се случваме и с този проблем, например, кога веќе жртвата си има одлучено, нели, да центърът пополнува прашалник за загрозеността, колкав инцидентот, колко време се случува сето тоа, да дадеме предлог за лекување и веќе предлогот помине кај Основен суд Делчево во рок од 6 месеци, лицето сторителот замине на лекување, за да подат на семејството, по-конкретно жртвата, се обрати кај нас и да не молат како да повратиме повторно. Колку и центрите да работиме за освестување, сепак мислам дека станува збор и за лични карактеристики на жената. Не може, значи, да се работи и да пријавува насилство, а после 3 месеци да се враќаме на... Што били податоците од ОВР, како постапувате вие на терен? Што е тоа што ви остава впечато ке ве годите на терен во такви случаи? Атмосферата сигурно не е едноставна. Вака се, по сето пријавен настан, кој ќе биде пријавен од страна на жртвата, полициски службеници излекуваат на лице место. Таму стекнуваат состојбата како што е. Ја охрабруваат жртвата дека треба да пријави, дека треба да дојде при нас во станица, без разлика, доколку има потреба од здравствена помош, ќе се прати до здравствена установа, за да се изврши самиот преглед на жртвата, да се види со какви повреди е. Потоа, од страна на полициските службеници, ќе се постапи во тоа дали самиот сторител поседува оружје, за да може да се одземе оружјето. Да, Имате протоколи, не? имаме протокол, после записникот за примање на настан, со тоа се понесува и самиот предлог до основниот суд. Колку пати сте реагирале? Имате ли статистика, бројка? Во 2023 година, значи, имаме во 8 случаи. Значи не се одвестува таа бројка со Центар за социјални работи. Сега тоа се работи за пријавена поплата. Вие се објаснили. Од пријавена поплата, значи, излегува дека станува збор за загрозување на сигурноста при семејно насилство и така. Пријавена поплаката дојде во Центарот за социјални работи. Да, ние појаснуваме само за еден пријавен случај. МВР, например, Центарот може или е семејно насилство или е поплака. Немаме, МВР има поплака со елементи семејно насилство. Кај нас, мисла, по законот за спречување и заштита семејно насилство не постои. Самите рокови се различни.
Значи за поплака центар има рок од 3 дена да постапи, во смисла работи со ветодава. Додека за семено наследство малку по... Да, мисла, нормално, МВР си има посебни закони по кои се работи центарот. Да, Во секогаш секој го случај се известуваме работи... центар, да. Имаме соработка, да. Секогаш мора да го известиме центар. Да, дали имате некои прашања до нашите гости? Мога ли ја да питам нешто? Споменаја и представник од МВР и директорот дека е поставена пријава од жртвата. Мене ме интересира за това што прочитах во законот дека може и анонимна пријава. Може, да. Дали имаме Случај случај кај кај тоа што до пред некоја година колку чујаме разговарано на такви дебатни настани, значи секој пат институциите велеле дека жртвата треба да дојде да пријави или член на семејството, или ако се работи за дете, родител или старател. Дали сега е малку изменета ситуацијата, кога веќе е дефинирано дека може и анонимно, може и сосед, може и... Може. Член од семејството. Сега може било Да. кој, пошто Службено Центар за лице, социјална институција, работа да. вика по-добиена пријава. Пријавата може да биде од било кој. За секој кој има сознание дека некаде во некој семејство се одвива, не мора да е семејство, или викам, самиот поимник с многу работи сега се опфани. Има и непосебен член, тој се вика должно внимание, во кој се објаснува, значи, секој од чинителите, МВР, Центар за социјална работа, единици на локална самоуправа, суду, сите невладиниот сектор, значи, сите са должни да постапат по добиената пријава, а не да го прикрива. И това после Софија може по-детално това да го објасни, дека това подложи и на прекрашушни и на кривична на пријава. Софија, ви работиш и подолго време, неколку години. Како бесплатно? Да. Тука пише дека семејното наследство може да се пријави на број во МВР на 192. Так. Ние знаеме од број 192, првото клучно штип, па после 192 или 112, това ми интересира. Значи можете и на 192 и на 112. Да се јави штипка, штипки да се јави на вас. Така. Да, Така. Или по-убаво да се пријави на 112. Истото е. Истото е, да. Дали на 192? Само тоа што во Скопје ќе звониш. Ще се јавите вие. Од тука. Реакција е побрза ако пријавиме на 112 или реакцијата ќе е побрза ако пријавиме на 192, на 192 од штип да реагира до вас, па вие после да реагирате на лице место нека. Не, значи веднаш ни известуваат по секоја пријава, веднаш ни известуваат со тоа што колегите веднаш излегуваат на терен. Така. Може лажни пријави. Може да се случи и лажни пријави. Поголем дел од пријавите што доаѓаат кај нас се од лекарите. Кога самата жена ќе отиде во здравствената установа и кога ќе каже од што и се нанесени телесните повреди или тешки телесни повреди, без разлика за какви повреди да се работи, секогаш ни известуваат и ја пријавуваат. Сме задолжени. Така. Да се вратиме на Софија, работиш како адвокат за бесплатна правна помош. Со твоето искуство од средба со жртвите. Да, значи со организацијата Жена во последниот период работиме на едукација на жртвите на семејно насилство, особено на едукација на жените во руралните средини, со цел за да може да им се овозможи да дознаат повеќе за тоа кои се нивните права и како може да се заштитат во случај кога имаме семејно насилство. Случаите од терен не се добри, тоа може да го кажам затоа што ние подолго време веќе во нашата организација се јавуваат луѓе кои што се жртви на семејно насилство, меѓутоа се плашат и јавно да проговорат и да се заштитат од насилникот. Зошто жените молчат за семејното насилство? Значи, молчат од причина што самите жртви
се изложени, сакаме ние да признаеме или не, во нашето општество на двојна виктимизација. Што значи тоа? Значи, прво, институциите се тие што не реагираат соодветно на пријавите од жртвите од семејно насилство, а потоа средината во која што живеат продолжува да ги осудува и да ги гледа со презир и подсмех. Значи, жртвите, генерално по моето истражување и по досегашната пракса, имаат мислење дека во нашата држава повеќе се штити насилникот. Не знам колку се согласувате со тоа, меѓутоа, поголем дел од случаите на семејно насилство завршуваат крајниот резултат е поплака од страна на жртвата. Значи, многу малку од случаите завршуваат со кривична пријава, која кривична пријава ќе оди до крај, жртвата нема да биде потисната од нејзиното семејство, од нејзините родители, од општеството, за да ја повлече пријавата према насилникот. Значи, жртвите во суштина се плашат од ненавремената реакција, која што е многу честа кај нас на институциите, како и од нивното нефункционирање. Значи, кај нас институциите, тоа си имаме сочено во пракса, наместо да оформат случај и да реагираат стожно почит кон колегите овде на денешната дебата, меѓутоа наместо да оформат случај и да реагираат, значи, за да ја охрабрат жртвата, за да го пријави насилникот, тие во најголем дел од случаите се обидуваат да ја смират жртвата и да ја вратат во домот на насилникот. Значи, може тоа да звучи многу демотивирачки, но се почести се случаите каде што жртвите стануваат од таквите притисоци на општеството и на институциите извршители на кривични дела. Значи, жртвата не можејќи да се соочи со притисокот, и убива насилникот и се самоубива себе си. Значи, такви случаи веќе имаме во Македонија и тоа е позадината, значи позадината на таквите убиства во суштина е семејното насилство. Каде го гледаме решението за семејното насилство? Значи, имаме, добро е што имаме представници на општината. Општина Куманово, истражувајќи за денешната дебата, видов дека одвоила 600.000 денари за да се направи советувалиште за жртвите од семејно насилство. Зошто го кажувам ова? Затоа што секоја општина од буџетот, особено општина Делчево, гледајќи ги нашите рурални средини, мислам на селата, значи имаме лица што се жртви на семејно насилство, кои што немаат доверба насилството да го пријават во институциите. Така што ако имаме едно советувалиште, што не е голем дел од буџетот, ако се предвиди, не мора за 2024, може за 2025 да се направи советувалиште, каде што некој од Комисијата за еднакви можности ќе биде вработен во соработка со невладините организации да може, значи, да бидат како медијатор помеѓу институциите и жртвата. Значи, нам ни е потребен таков медијатор, затоа што жртвите сами по себе не се осмелуваат да пријават во институциите од повеќе причини, така што таа мултисекторска соработка ќе биде многу поизразена доколку имаме такво советувалиште. Кај нас во невладината организација пристапуваат многу жртви на семејно насилство. Имаме позитивни примери, каде што до крај се изработени случаите и видовме дека доколку се јават во невладината организација, кон нив пристапи се работи со психолог, со адвокат, значи институциите многу посериозно ги сваќаат работите, така што едно такво советувалиште, кое што ќе има соработка со представници на невладината организација, конкретно со невладината организација Жена. Тие самите ќе го оформат случајот, ќе пристапат до ЦСР, ќе пристапат до МВР, ќе имаме позитивен исход, кој позитивен исход ќе биде заштита на жената, заштита на семејството, заштита на децата, затоа што покрај тоа што жените страдаат од семејно насилство, насилството го гледаат децата, децата растат во насилници и тука има една цела мрежа која што поради тоа што не е работено долги години на тема семејно насилство, излегуваат на виделина во моментот, во последниот месец, повеќе случаи кои што го шокираат нашето општество, а не верувам дека ќе застанат овде. Јас би ги издвоила следните, значи конкретно ќе зборам за месец ноември. На 6 ноември 38 годишна жена била претепана од сопругот, золвата и свекрвата во Скопје.
На 7 ноември пенсионер ја истепал својата 77 годишна жена. На 9 ноември насловот е кола ја врзал со дрво во дворот и ја снимал бидејќи ја го изневерила. На 15 ноември син ја претепал мајката. На 20 ноември маж се обидел да ја убие во брачната партнерка. Значи сите тие наслови се само за ноември и сите тие не верувам дека ни два од нив ќе завршат како финално дело со осуда на насилникот. Значи најчесто ќе дојде до ситуација бабата пензионерка ќе ја повлече пријавата кон својот сопруг, ќе остане само да биде поплака од бабата, а никакво друго действие нема да биде преземено. Од тие причини сметам дека треба многу да се работи и треба многу да се укажува и да се советува на кој начин би се решавало проблемот со семејно насилство. Да, благодарам, Софија. Ја заврши. Да, после ќе кажам случај. Јас сепак сакам да ве прашам сите вас. Како да ги охрабриме жените да бидат гласни за овој проблем? Бидејќи кога зборуваме за дом, ние зборуваме, треба да имаме таму мир, нели, благосостојба, каква и да е, кога се вратиш од работа, да си мирен, а не да се соочуваш со и физичко и психичко насилство. Како да ги охрабриме жените да бидат гласни? На начин на кој изголемување на свесноста, идејата на Софија е добро советувалиште. Ние како Центар на социјални работи имаме советувалиште и го паѓаме во други градови, но знак прашалник е колку тие сето тоа го прифаќаат. Едукативни работилници, особено интересно би било, например, понапред имаше едукативни работилници и жртви на семејно насилство. И тука се формира еден круг кој дел од нив, иако не сакајќи да го признаат, сепак го излагаат кога се наоѓаат во истиот елемент на такви жени. Инаку би се осврнала на Софија што кажа дека институциите затајуваат, не се согласувам со тоа причини што Центарот за социјални работи, зборувам веќе подолго време, постапуваме постојано, верувајте. Пријавата од МВР кога дојде кај нас, ние како Центар и стручен тим соработуваме. Жртвата, колку и да биде охрабрена, кога ние прашалникот го пополниме и кога таа треба да го даде согласноста дека сторителот треба да оди на лекување, е тука веќе нешто кое знаеме. Баш тука сакав ја да се вмешам во контекст на овој буквално, извинете, и буквално целата работа која ја вложувам во план да, точно. Мора да работиме на законските решенја да бидат што попристапни и за жртвите на семејно насилство, ама и за институциите. Ако на вас ви се врзани рацете за вие да продолжите постапката понатака, вие нема што да правите понатака. Еве, јас имав прилика, не знам да споменав скоро на една трибина, може би некој од вас слушна, имав прилика да присуствувам во Скопје на еден настан, на кој што своје излагање имаше заменик обвинител на Париз. Тоа беше во организација на француска амбасада. Обвинителката вика вака. Значи, ние постапуваме, има пријава за насилство и ние постапуваме и во еден момент жртвата вика, ја повлекувам пријавата, не сакам понатаму да се постави. Тоа е во делот на жртвата. Ама јас вика како обвинител, јас морам да ја завршам постапката понатаму. Ама она има такво властување. Значи, она после оди па ги испрашува сите комши. Дали се слуша навечер, как ги расправи, тепање, удирање. После ќе ги испраша сите колешки на жртвата, колеги, дали оди каква оди на работа, дали приметиле модрици, дали ги прикрива, дали е расположена, не расположена. И кога сите инстанции она ќе ги помине како обвинител, разговараме она тогаш и кога ќе утврди дека нема семејно насилство, само во тој случај она може да го затвори предметот на тој начин.
Да, вие сакате да постапувате понатаму, ама раците ви се врзани. Да, ние подоцна од кога ќе го повлече, како Центар за социјални работиме по интегрирано водење на случаи. Што значи тоа, дека не престанувам понатака по индивидуален план имаме подточки и активности кои продолжуваме да ги следиме. Затоа е многу убаво што ние веќе оформуваме едно интерсекторско дело, кое што го спомна и Софија, кое што ќе има представници од сите релевантни институции кои што се први, би рекла, на удар кога станува збор за жртви на семејно насилство и први доаѓаат во контакт со жртвите на семејно насилство. Цел за целата таа постапка да биде координирана помеѓу институциите, за да нема имаше долг рок, па ние да го користиме максималниот рок, него да може многу брзо да се интервенира. Порано постоеше и предбрачно советувалиште, Центар за социјална работа, веќе околу 15 години мисля дека не постои. Според мое лично мислење, голяма грешка не постои. Се пак треба младите брачни партнери да се запознаат со правите врските кои ги има во бракот, а воедно да се предочи одредени работи, доколку се случува во семејство во бракот, да се реагира на време. Сега, како што рече и ти, ако се сработи МВ и Центар за социјална работа, и тука се застане, не е важно дека ние ќе излезнеме и ќе речеме МВР и Центар е завршил нината работа, ако не продължи преку суд и да видиме на крај, например, ако мерките кои ги предложил, дали е Центар, дали е МВ, тие мерки дали дава резултати? Да, имате вие евиденција дали мерките се спроведуваат, ако се спроведуваат. Да, зависи. Софија, ако е задолжително, не. Ние испраќаме известување до МВР кои ги следат мерките, а тие повратно ни враќаат за успешноста на следењето на месечно. Да. Зависи. Јас сакам да споделам едно практично искуство, което на лице место имам можност да се уверам во тоа. Значи, во Шведска работат со на сензибилизирање на работници и на работници од Центар за социјални работи и на полициски службеници. И тоа, значи, ги групираат полициските службеници од оние, значи, најмладите и најстарите. Сензибилизирање во однос на тоа, значи, на начин на примање на жртвата, говор на тело и комуникација со жртвата и зошто групирање најмлади со најстари. Најмлади бидејќи ништо не знаат и најстари бидејќи мислат дека се знаат. И измеѓу, значи, секоја година се врши неиста обука, меѓутоа согласно со општествените промени, согласно со измената на законот, значи се едуцира за начинот на примање на странка, начинот на комуницирање со странката. Во Центарот за социјални работи исто, значи измена на легислатива и пак, како што рекол, значи начин на сензибилизирање на работниците спрема жртвите. Се со цел, значи, да се охрабрат жртвите и да, што викаме кај нас, да ја повратат довербата во институции. Гледаме дека имаме многу законски измени, многу законски решенја. Во последниот период 2021 законот за превенција и спречување од семејно насилство, па дури и изголемување на казните за кривично дело фемицид и семејно насилство на 10 години, мислам дека беше Софија. Нови кривични дела, да. Да, нови кривични дела, како што седемнење, следење и така натаму, значи тоа вознемирување, полов напад и полово вознемирување, значи тоа се дела кои што, извини што те прекинувам, се почесто се јавуваат кај нас. Имавме случај на полово вознемирување каде што слики голи на малолетно дете беа објавени и тие слики беа проширени помеѓу соучениците за да не видат, мислам додека родителите не тоа знаат за тој случај, да пријават и тоа го дефинираме како полово вознемирување, така што секој што во некој случај ќе биде изложен на таков јавен линч, на такво нешто што, верувајќи на довербата на партнерот или на било кој, на пријател, ќе дојде до ситуација да сподели на било кој начин некоја фотографија, таа фотографија ќе излезе во јавност, значи социјалните медиуми се нешто што денеска секојдневно го користиме. Тие
работи се квалификувани како кривично дело. И тоа треба луѓето да бидат информирани и сметам дека и во училиштата треба да се информираат децата за дека постојат такви кривични дела и дека тоа не е нешто што е за фраканција, што може ние да го споделуваме без да има некаква кривична правна последица. Да, сакам да прашам јас, дали предвидува законот или каква е вашата практика, кога е жртвата се охрабри, пријави и остани доследна, нема повлекување на пријавата, на каква помош од Центарот за социјални работи и од државата може да се надева? Дали има некоја финансиска помош, дали кои се тие аспекти, ако може да на пример, обезбедува жртвата да добие медицинска помош по потреба, центрите обезбедуваат психосоцијална интервенција и третман, обезбедуваме помош на семејството, исто така и економско јакнење за да може да се пријави во АВРМ, со еднократна парична помош секогаш, да, 4500 денари, дури во натура понекогаш како Центар за социјално и опатуваме жртвата во соодветна државна установа доколку има потреба да и биде понудена. Да, ние, например, само ќе ви кажа за Македонска каменица, жртва на семејно насилство, кога треба да изврши медицински прегледи, за да констатира лекар повредите, дали са по-тежки и така натаму. Случило се на жената да и наплатат се, а от закона е предвидено жртва на семејно насилство ослободено од плаќање. Са, жената се соочила со некоја сума од 4500 или 5000 денара беше. Кој ти беше заштитен. Значи, случило се жената да иде таму да нема пари, а жртва на семејно насилство, но толку и беше затворено. Зоки, Да. Добро, ovo е баш интересна средба на кај на многу важни актери што може да помогне. За жал, што рече и директор Благојче, голем дел зависи од законите кои се донесува на национално ниво. Ја пак ќе кажа, још ми е жал што и го сменија името од Центар за социјална заштита во Центар за социјална работа и по тие мои средби што бијам со институциите на локално ниво по различни општини, еднаш баш од представник на Центар за социјална работа ми рекла, Зоки, учи ги луѓето како да се работат. Ние веќе не сме Центар за социјална заштита, туку Центар за социјална работа, ние си имаме работно време, работни улоги и таа е нашата улога. Значи, чувствувам како да се изгуби еден сегмент од сензибилизација во односот кон сите лица кои што се во социјален ризик. Дека е това доказ, читал сам разни решенија издадени од Центри за социјални работи, во кои, например, лицето нема нога, доноси се решение предпишено од раководител, дека на тоа лице не му треба нега. Значи, одговор треба да стои дека му недостасува таа и таа конкретна документација за да ги исполни критериумите за нега, а не врз основа на член 5 и врз основа на извештајот од комисијата. Центарот смета дека не ни треба да се има многу такви решенија. Периодот од COVID е период за кој да плачем само и никош да не се врне, затоа што има многу лица кои што се били апликанти за социјална помош или друга некоја категорија, кои што можело да остварат право и каже стручното лице не е на работа, земало одмор или 2 дена е на работа, 2 не е, или 2 пати ќе доаѓа лицето од работилиште или од разловци или кај и дај за да оствари средно. Таа е тај сензибилизација. Третото, ние само конкретно, ово е се конкретно. Трето е да речеме лице, кој што е жртва на семејно насилство, е обезхрабрувано од страна на центрите за социјални работи, посебно ако се работи за од друга општина, дека ако се води како случај на семејно насилство, а децата и се во другата општина, самото лице, сторителот ќе иде затвор 6 месеци или повеќе, со што децата може би ќе замразат и она ќе биде во уште полоша состојба. Тоа е тоа обезхрабрување да се дефинира случајот како семејно насилство. Четврто,
не е само психосоцијална поддршка или да аплицира за еднократна помош која ќе биде исплатена 4500 денара, не знам кога и не знам како, и тоа лице треба да биде примено во комфортни услови, да се почувствува пред себе безбедно и со него да се работи, да има каде да биде сигурно. 6. Точно е дека постојат мерки од Агенција за вработување, меѓутоа тие се периодични, при што толку е жално да се прочита, ја ако сакате може да ви го прочитам огласот, оглас за ангажирање на лица за вработување на лица и ги наведува категории жртви на семејно насилство, жени, ромки и млади до 29 години. Иста сума се дава кој ќе вработиш. И па кој ќе вработиш. 8. Треба да направат индивидуален план за вработување. Центрите за социјални работи. Значи сите овие работи Да се поврзат со кажуваш, Агенција за вработување, да се дефинира водич на случај. Во индивидуалниот план, значи јас сум работел со жртви на семејно насилство, сум работел на нивно вработување. Значи жената кажува и газдата на фирмата ни вели, не може да ја фати нормата, она користи антидепресиви. Значи таков план треба да се направи за вработување. То сакам да поентирам, знам, имаш уште многу надоле по листата. Значи, сите И мава. овие прашања, Мава. само немој 10 да одиш, да Не. видиме пократки, да. МВР, само ќе кажем, треба да се приближите до граѓаните, не да штрекувате заплата, него да ја заработите плата. Немам повеќе никаков коментар. Само на кратко, значи ја ти кажа сега, като директор на Център за социална работа, ја не сам доктор, за да кажа дали на този човек последува даток, така ли е докторки, и ще трябва документи да достави, и аз слагам с тебе. И час по-скоро да тръгнат негативни работниците, ја ги сам най-срекен да може И друга нещо да се посветим ако каже на правата социална работа. Ама го подпишуваш решението со свои очи. Во упута не можете да напишете дека таа жена е жртва на семејно насилство, за да биде таму ослободен од партиципација. МВР е придружува. Ако МВР придружува, това е друго. А вие во упута како лекар, да, така, ние не можеме да напишеме жената е. Това е друго, ако Значи, го ние тражиме сакаме со да писмо ја јагнеме на свеста кај жените. Да. Сакаме да ги Поентата поедноставиме протоколите, да имаме едно вмрежување на институциите и невладивиот сектор. Много е лесно да најдеме замерка една институција и на друга, а секогаш постои можност нешто да се подобри, унапреди, било на кој начин. Многу добро, сето тоа. Ова вмрежување на институциите Некогаш и сме невладивиот со самите одредби од законот, со правилниците сме и Да, вие сте ние ограничени и МВР. протоколите и административните Така да- односки, така е. Меѓутоа, кога ќе биде ова вмрежување што го најавуваме преку организација жена, кога на маса ќе се стават сите работи и секој од свој аспект ќе се најде решение како да делува, тоа е едното прашање. Другото прашање, треба да се охрабрат жените. А мене тоа ми се, секош ми се врти во главата. Прво и основно, довербата ви, прво и основно би кажала, жртвата да признае дека е жртва на семејно насилство. Потоа да се обиде да кај институциите, не да се обиде, да бара помош од институциите на владивниот сектор. Но клучното прашање е економската сигурност. Кога жената е економски сигурна, таа многу лесно ќе кажеме снимаш. Да не кажам што ќе каже и ќе си замени. Значи, Софија што го спомна дека дел од жртвите немаат обраба во институциите. Значи така е. За дел од нейното излагање јас слагам, дел не се слагам. Конкретно пример. Ако некој пријави, некоја жена, било кој жртва на семејно насилство или родово базирано насилство. Сега пријави во МВР, почне се постапка. И на средина на постапката она се повлече. Завршува улогата и на центрови на МВР и ние немаме можност натаму да продолжи. Може треба да се направат законски измени, да. Е сега, после еден месец па истата жртва се јави, па истото го направи. И сега ние сме како институции хендикепирани, оти не можеме понатам да продолжим. Немаме начин како, не можеме ние без нейна согласност, што подпишува изјава за користење на лични податоци, дава согласност за да продолжи.
Ако не даде согласност, няма што да правим. Толкова. Може и стварно треба да се направат изведени законски измени. Јас се слажам. Да. И точно е дека треба советувалиште да се охрабрат жени или деца или било секој кој е жртва на семейно родово базирано наsilje. Мора да е, ние научили сме се жени, не са само жени жртви. Има и мажи на много места. И се даде по-големи овластувања и на вас, и на мавара. Да, Бетлям, например, во нашите случаи, еве да кажем, од 30 случаи, само 2 имаат доверба во институциите, 28 немаат без некоја дополнителна подршка. Јас не велам дека вие не се работите до крај. Јас велам дека жртвата на семејно насилство не се охрабрува прво да дојде кај вас или во МВР, него прво доаѓа во невладина организација, прво доаѓа кај адвокат, па после тоа заедно со придружба и со охрабрување, значи се јавува кај вас и се врши работата. Во таа смисла дека нема доверба во институција, затоа што мисли дека кој ќе се јави прво во институција и ќе оди сама, значи институцијата сама по себе ќе нема да ја даде доверба, нема да ја охрабри, за да се одлучи таа подобро да ги реши проблемите. Еве со последниот случај, нашата соработка беше фантастична, значи кај нас во организација се јави жена жртва на семејно насилство. Таа жена жртва на семејно насилство 2 недели ние со психологот работевме на неа за да може да се охрабри, како невладина организација зборам работевме да се охрабри да го пријави насилникот. Кога го пријави насилникот од страна на ЦСР ефективно, значи беше упатено до суд, имаше пријава до МВР, МВР си покрена обвинение против насилникот, тоа е во судска постапка. Од страна на судот во рок од 7 дена беа изречени временни мерки и тие временни мерки во моментот функционираат, што значи дека не е дека институциите не си ја вршат работата, самата жртва нема храброст да пристапи директно на институциите. Тоа сакам да го кажам кога рековме Нема доверба, точно. Треба да се работи на тоа. Треба малку попристапни Треба да се отворите малку, што вика, а не да одите на сензибилизација. Јас Може едно моје излагање, ќе бидам краток, од моја гледна точка и од моје искуство, што сум дел од организацијата и како вулган психолог и давател на услугата психосоцијална подршка. Има еден момент на кој сакам да потенцирам. Многу од жртвите доаѓаат не со цел да се разделат од насилник. Тие едноставно сакаат да нема насилство. Тие имаат емотивна поврзаност со тој насилник, имаат убави моменти. Не е се насилство. И тука е многу важно, бидејќи се спомна тоа дека жртвата во текот на процедурата доаѓа до мислење дека да си ја повлече одлуката, нормално таа се наоѓа во безбедна средина, го нема насилник. Тоа е налекување и така треба да биде. Секој насилник треба да биде налекување. И до некаде јас ја оправдувам реакцијата на жртвите, бидејќи таа сега мисли дека насилникот е налекување, дека тој ќе се врати од там, дека тоа веќе нема да се повтори. Може би ги имат такви уверувања во себе. Крајната завршница не е да се раздели од насилникот, него едноставно сака да пак да се вратат на тие односи што биле на почетокот, значи да се врати. Треба време. Точно така. Друго нешто. Покрај тоа што насилникот треба да биде на лекување, треба да се работи многу со жртвата. Треба да се и со жртвата, и со насилникот треба да се работи. Ето имаме конкретен случај, значи старителот веќе 6 месеци на лекување, жртвата, работиме со жртвата, со малолетните деца и покрај нашите инсистирања претходно да пријави, излегуваме на терен со колешката и во непосредни разговори со малолетните деца. До тоа степен беа поврзани децата со Центарот за социјални работи за да ни споделат жртвата
ни се што има поминато. Така да постапката веќе е истерана во тек, а ние како центар стоиме на располагање и цело време сме в поддршка на жртвата и на малолетните лица. Имаме Имам прашање до директорот. Колку од досегашните случаи има пријавени жртви на семејно насилство, а вие кога идете на увид и кога вие се гледате тие работи, не можете да најдете елементи на семејно насилство, односно фалсна врата. Толку има такви случаи. Мислиш лажно пријавување на семејно насилство? Па, како бројка, конкретно не мога да ти кажем, има доста. Семејно насилство, кажах на бучето, поимнико е малку по-голем, поплака е нешто друго. Од разговорите, кога пријави некој, од разговорите со, ќе наречеме жртва, да видиме дали е жртва, може да биде, знаеш това да е една обична караница дома, за одредена работа која ќе се повторува, например, 5-6 пати. Они, ќе слушнат нешто и мислат дека е мене малтретира или не знам што, знаеш. Не е секоја поплака семејно насилство. Самото психичко насилство, като психичко насилство, много е тешко за докажување. Оти за това мора тука да има стручни вещи лица кои ќе се уклучат за да се види дека това се одвива подлог период и дека стварно е това така. За да можеме ние мора да имаме соодветни докази кога го правиме предлог од основниот суд. Ако немаме ние докази, едноставно нашиот предлог ќе биде, судот ќе ги отфрли. Фактички се што сме сработили ќе падне во вода. Колку пати се е случувало да таква лажна жртва, да кажете наводите лажна жртва на семејно насилство, би искала да профитира на некој начин да дојде до развод или било што да профитира на некој начин материјално од у този случај испада жртва испада сопружник. Па имало вътре случаи има такви, што сака, например, това да покријат одредени работи за Ајде моја веќе идеализам, што искаме да биде, меѓутоа јас сум малку реалист, ја да малку нереално. Имам прашање и до МВР. Што кој дело се категоризира като семејно насилство, малку беловско малета, јас сум белов, што да кажам, да разбираме. Кој дело се категоризира като семејно насилство, кое може вие да делувате одма без согласие на жртва. Значи, дури да имате дојава, не директно од жртвата, него да ви се јави некој комшија или друг. Насилник означува да може да се приведе да се отстрани. Со самото решение за отстранување, значи, од домот на сторителот, со тоа што кога ќе се констатираат тешки телесни повреди кај самата жртва, во рок од 12 часа, значи, сторителот се отстранува. Со решение, да, од 10 до 30 дена сторителот ќе биде отстранет од домот. Од собствениот дом без разлика дали е собственик на домот или не. Да. Што се подразбира под тешка телесна повреда. Тешка телесна повреда се подразбира повреда која има скршеници, значи која ќе дојде до Само скршениците, не само скршениците. И друга тешка. И друга повреда може да се убито констатира само ако мајката каже, жртвата рече дека ме удари, ја паднах 10 минути бех унесли, значи това е па-тешка телесна повреда. Ако нема Имале право поставена медицинска документација од лекар, документација и модер и центар. Имале право прашање до докторката, па јас не го питам. Прашање до докторката. Уште едно и завршување мислам дека имам уште Докторке, имате ли вие право на
ваше сомневање, ако мислите вие дека ви дојде на вас пациент и вие се сомневате дека е това семено наследство, да пријавите вие без Не да имаме право. Ние сме законски сме задължени ние да пријавиме. дури ако жртвата не ги. Дури ако жртвата негира, ние треба да пријавиме, а понатаму си има органи кои треба да го изпитат. Всеки Значи- гражданин е должен да пријави семено наследство. Ако ви дојде жртва, поентата ми е дека цела, јас барем така мислам. Ако ви дојде жртва, целото му дринки, нема пшеници, нема тешки Ние телесни пријавуваме. Вие Пријавуваме. пријавувате. МВР може ли да постави в тази ситуација? Да, обавезно дојде. Без пшеници. Без пшеница, да. Без. Значи, Оđa, znači, sad to sam Оđа, да, оđа. Само Не може да му речеш да е до поп. Многу работи Супер, со ајде. фанину, семено и родово базирано наследство како поими кои се сметаа за семено наследство и родово базирано. И демнени, сега ти викам, не мога да ги прочитам сега точно е. И сега, това ще го спомнах, значи член кој ќе дојде. Член 4 е должно внимание, това ще го кажа и докторката. Секој е должен, значи, например, ако ти дојдеш пријавиш, дали е центар, дали е МВР, докторката, обичен граѓанин, локална самоуправа, Софија како управен сектор, било кој, а не постапиме ние. Значи ние покрај прекрашно и кривично ќе одговараме за тоа. Оти не сме постапили, не сме ја заштили таа жртва. И тука нема пардон за никој. Бе се скрши през да дојде човек и каже дека жена ако дојде се скрши през и рече дека мъжът го е скршил през очите. говорите ако има тешка телесна повреда. Ние да. Добро, ви благодарам на сите. Пред крај на оваа дебата, јас сакам вас да ме прашам присутните, доста ви прашувавме гостите. Што правите вие кога ќе слушнете за семено наследство, кога седете на кафе со пријателка, пријател, си правите муабет, како така се случило, тамо онака, овој бил тепан, овој бил отстранет со полиција од дома. Што правите? Што преземате? Дали пријавувате? Дали се расправате? Дали сакате некоја одредена терминологија да ја промените? Некои коментари, да се спротивставите на одредени коментари. Истражувајќи за оваа тема, јас најдов многу интересни работи, нешто што го гледаме, читаме, слушаме во нашата околина. И сега треба да сме реални пред себе, да се признаеме дека ние ги слушаме, ама ја не би сакала да признаеме дека и придонесуваме да се шират тие работи. Од типот. Застапеноста на семено наследство е претерано нагласена, тоа и не е така голем проблем. Или насилството во семејството помеѓу партнерите е приватна работа. Дали се согласувате со мене? Ако жртвата го напушти насилникот, насилството ќе престане. Жртвата го предизвикува насилството. Жртвата сама си го барала насилството. На децата им е необходен таткото, иако тој е насилник. Жената за доброто на децата треба да остане со насилниот партнер. Не. Мажот кој само се заканува дека ќе ја повреди својата жена, не е насилник. Физичкиот напад е изолиран настан и веројатноста од негово повторување е многу мала. Ова се што ви прочитав, се така наречени митови, лажни констатации, а фактот е насилникот го предизвикува насилството и тој е одговорен за своето насилно однесување. Сите заедно треба да дадеме свој придонес и да дадеме помош на жртвите од семејно насилство, да го пријавуваме, да охрабруваме жртвата, да имаме доверба во институциите, да соработуваме со граѓанскиот сектор
А еве, сакам да ве поканам на 5 декември на слична ваква дебата на која целна група ќе ни бидат децата и семејното насилство и врсничкото насилство. Ќе отвориме и таа тема на 5 декември, која ве поканувам уште сега да ни бидете присутни.